Да, се враќаме назад во студиото со вториот разговор, 9 часот и 32 минути. Разговорот ќе биде покана денеска да ја посетите изложбата која што ќе биде отворена, но и едно лично сведоштво и раскажување на лична приказна на нашата колешка новинарка Кристина Атовска, која што беше единствената новинарка од Македонија, која што беше во Украина и тоа баш во периодот криз, мислам дека кога беа и најжестоките борби таму. Добро утро прво и добре ни дојдовте. Добро утро и за Виктор Петрески, продуцент на документарниот филм кој што исто така ќе биде промовиран во рамките на целиот овој проект. Добро утро, Штенч. Добро утро. Благодарам, Ване, за поканата. Навистина ми е драго што сум во твоето студио. Од новинарска гледна точка кажувам, гордо сте за сите нас како новинари од Македонија што замина таму, бидејќи навистина треба голема храброст и голема решителност новинар да биде дел од такви известувања. Ајде малку околу заминувањето во Украина. Што беше поривот да заминеш таму на терен и да ја направиш целата оваа приказна? Видете, на нашите колеги од Европа не им треба толку храброст, тоа е нормално. Затоа реков, меѓутоа, единствено беше од сите ресурси на располагање што им се потребни, така што генерално во Европа не го смета двојното новинарство за некаков знак на храброст, кој е обичен сектор како и сите останати сектори во новинарството. Мене ми беше многу потешко со оглед на тоа дека кај нас воопшто не постои како сектор, ниту како дел од образованието, ни формално, ниту неформално, ниту пак било кој медиум има желба да инвестира или да покрие такви трошоци. Така што можам да кажам дека навистина беше тешко да се замине. И Виктор Петрески и Сашо Ордановски се двајцата луѓе кои ми помогнаа практично да стигнам таму и еве како што кажа и ти некако да го исполнам тој порив за еден таков вид на новинарство. Ова не беше твое само едно обично одење таму, бидејќи чувствувам дека после целата оваа приказна која што се создаде околу Украина и твоето известување од таму, мислам дека ќе почнат и промените кога веќе еве кажуваме за овој начин на известување, за тоа што има потребно на новинарите како опрема за да заминат на ваков терен. Имаше проблеми со опремата сигурно на почеток пред да заминеш. Секако воопшто не постои во Македонија брендирана, брендирана опрема, која што пак е задолжителна за да бидете легални на терен. Дури на самата акредитација пишува дека таа не важи без шлем и панцир. Јас отидов со импровизиран, така што да, навистина треба огромни промени да се направи за да го воведеме ова како сектор, но мора од некаде да се почне, па дури вака импровизирано. Па мислам дека и ова е на некој начин глас на почетокот, бидејќи и дефинитивно ја скажав храброст, бидејќи така луѓето тоа го доживеа, бидејќи ке нас за жал не треба да биде така, но е до пред тебе беше несвојствено да се известува од такви региони. Кога пристигна во Украина? Какви ти беа првите денови таму, снаоѓањето, прифаќањето од луѓето, како нас не доживуваат како земја која што им дава поддршка? На 20-тиот ден од војната влегов во Украина. Нормално прво во Лвив, тоа е центарот, тоа е точката на пристигнување, тоа е практично влезот. Кога стигнав, се сеќавате дека Киев се уште беше опколен, беше практично затворен обрачот. Најжестоките борби беа тие денови тогаш. Да, буквално. И единствен влез безбеден во градот беше со возовите одат во различно време, секој ден не се известува, постојано ја менуваат рутата по која што се движат, кога ќе падне мрак, тоа е една навистина морничава слика, се гасат сите светла, се затвораат оние завеси на прозорците, возот почна да се движи екстремно споро и тивко, така што навистина има една морничава и страшна атмосфера. И сега да, останав во Киев додека беше окупиран, почекав практично да си заминат русите од таму, ги снимив сите последици, сето на што ставија уште во првите денови. Секако тука меѓу тие снимки, страшни снимки, беше и Буча, масовната гробница и сите оние мртви цивили расфрлани по улиците. Тоа беше една, можеби, од најгрозоморните слики која во тој момент се најде таму, така? Да, првиот ден не ни дозволија од безбедносни причини, како што велат, но веќе вториот ден влеговме, се уште не беа расчистени телата на друг дел од Буча, веќе се вадеа телата од масовната гробница, така што навистина една грозоморна слика.
Да, фотографиите, видеата кои што доаѓаат на теренот таму покажуваат. И сега нели не е сето тоа, не беше сето тоа за објавување. Да. На телевизија, но голем дел од тие снимки ги имаме искористено во филмот, секако нели тие каде што се препознатливи телата се малку замаглени затоа што мора да се покаже почит кон семејствата, но тие снимки и тие страшни сведоштва кои што ги имаме веднаш по повлекувањето на русите од таму, сите тие се ставени во филмот. Така. Виктор, нема да ни забележиш малку што се самообетивме со Кристина на почетокот, меѓутоа ме интересираше личната перцепција и искуство поминато таму и само едно кратко подпрашање, кога им кажа дека доаѓаш од Македонија, следат вести, им значи ли поддршката која што земјите им ја даваат, им представува ли тоа ветер во грб на украинците, знаејќи, свесни ли се каква поддршка добиваат? Апсолутно, свесни се, многу се гостопримливи, можам да го кажам, мојот впечаток е дека како се движите кон поопасно место, се повеќе луѓето ја разбираат вашата улога таму. Например, има еден регион во Харков, поточно една населба, се вика Салтивка, и веднаш над неа е таа населба Северна Салтивка, која што е комплетно уништена во соседната само Салтивка и има малку живот. Сега, бидејќи тоа се рачуна како црвена линија, голем дел од осигурувањата кои ги имаат нашите колеги од странство не се покриени во црвени зони, но јас влегов таму, посебно во таквите зони, кога ќе видат новинар со прес ознаки, буквално плачат од среќа луѓето. И ви се заблагодаруваат на улица. Да, многу им значи таа поддршка во секој случај. Навистина се украинците еден многу гостопримлив народ и јас сум навистина фасцинирана од нивниот карактер, особено на оние места кои што се најопасни за живење. Така. И сега доаѓаме на тоа што го кажав и во најавата, не беше обична твојата работа, само додиш таму и да известуваш. Јас ова го гледам и како пренесување на порака емисија, бидејќи колку време веќе помина од како беше таму, не ги оставаш во позитивна смислова кажано луѓето да заборават на сведоштвата и на страшните работи кои што се случуваат во Украина. Сето тоа што го документиравте таму ќе биде прикажано и на изложбата која што ќе биде отворена токму денеска. Тоа е и поводот што ве поканив да бидете наши гости, а на изложбата ќе биде најавен и документарецот кој што ќе има посебна премиера, каде што продуцент е токму Виктор. Ајде малку за спојот, за идејата всушност и целта, пораката која што сакавте да ја пренесете преку овој проект по патувањето во Украина. Па прво, Кристина се врати со преку 20 часа материјал таму. Значи, навистина беше доста исцрпна, се помине се, плюс на различни јазици да се преведе, да се анализира и така натаму. И навистина имавме многу приказни. Само да се изгледа колку време треба тоа. Да. Многу, имавме многу приказни и малку беше навистина проблем на почетокот да решиме што се ќе влезе во филмот, затоа што е според мен неблагодарно да кажеме оваа приказна е подобра од оваа приказна, затоа што се тоа човечки приказни на луѓе кои што страдаа во таа војна. Меѓутоа акцентот, тоа како што кажа Крис, како се приближува се повеќе и повеќе кон опасните места, така се видливо се зголемува храброст и волјата кај луѓето кои што се заробени во тој пекол. Значи се гледа видлив еден отпор, еден пркос да го наречам, према сето тоа што доаѓа непокането во нивните дворови и свативме дека иако имавме многу раселени лица кои што се снимани, кои што ги напуштиле своите домови затоа што до нив стигнал фронтот, свативме дека многу интересни приказни се кријат во оние напротив што решиле да останат и покрај се. Например, многу интересен факт е што градот Харков е бомбардиран секој ден од почетокот на војната. Има жители таму се уште. Да, и не да има жители, него преку 60-70% се останати и се тотално навикнати на таа, мислам, во наводници навикнати, во таа атмосфера да живеат нормално, че тоа ги гледаме луѓето кои што одбиваат да не живеат нормално, одбиваат да ги напуштат своите претходни животи какви да им изгледали. Прават се што може да направат за да го задржат тој мал дел на нормалност во нивните животи. Тоа е многу фасцинантно, тоа е една многу моќна емоција на која што сакавме да посветиме внимание во филмот. А и новинарите се луѓе, новинарите се полни со емоции, верувам дека Кристина на моменти колку човек да сака и да е професионален, верувам дека тоа човечкото во него преовладува.
со емоциите Впрочем, како... и затоа е филмот, бидејќи нели кога известуваме, учени и научени сме да не покажуваме емоции, кога ќе се запали камерата сме практично други луѓе, но кога ќе се изгаси знаеме што ни се случи во внатрешна бура. Така, Тоа сакав да прашам. Рушење. Така, филмот, изложбата е се она потикнати од чувствата, сигурно, кои што ги доживеа. Филмот е едно многу емоционално, лично доживување на целото мое патешествие таму. И е многу лична приказна, многу е моја лична приказна. Токму тоа ги издвојува сите оние работи што се влезени во филмот од моите новинарски известувања. Многу е различна работата како новинар и многу е различно се во ова што го ставаме во филмот. Тука веќе, бидејќи е филмско дело, тука веќе си дозволувам и да кажам како се чувствувам во конкретен момент, во конкретна ситуација. Мислам дека е нешто што мене ми требаше лично, бидејќи се вратив како друг човек, преполна со емоции, импресии, добри, лоши, секакви. Значи тоа е нешто што комплетно може да те промени како човек. Мислам дека од толку часа материјал кој што ги спомна Виктор не смеа да останат необјавени, неискористени. Така и сигурно и ти ќе се чувствуваш како недокажана, дека внатре нешто во тебе останало како дел што не е презентирани. Не може се да се презентира на медиуми, нели? Ние повеќе се држиме до факти, има други правила на игра се и како што кажав, кога ќе се запали камерата, сме други луѓе, така што мораше да се случи ова за да ги искажам моите емоции за цело тоа 3-месечно патешествие таму. Така. А пријателите таму сигурно остануваат еден денес како комуницирате? Апсолутно, и се надевам дека и ќе не посетат дел од нив. Филмот има и украински копродуцент, тој впрочем ми помогна да влезам во Буча во клучниот момент, бидејќи на такви места во клучни моменти влегуваат само неколку новинарски екипи од цел свет, така што навистина има и новинарска борба за ексклузивитет на терен. Како што знаете, не може во Украина е забрането се уште мажите да над 18 години да напуштат државата, но се надеваме дека за премиерата сепак ќе успее Александар Недбаев да добие дозвола за барем неколку денови да дојде со нас и барем на првото прикажување. Так. Да си го види неговиот филм. Ги забележав и Виктор, иако не беше таму на лице место, но ги забележав и неговите емоции, сигурно не ти беше и сеедно кога го работеше материјалот, не само за изборот на тоа што ќе се најде таму. Тоа се травматични приказни, тоа се моќни чувства, тоа е навистина една бура и сега многу подлабоко оди таа бура, не е само да се изгледа материјалот, него ние одредени изјави по 10, по 20 пати, тоа го гледаш одново и одново и одново, солзата кај човекот е иста колку пати да ја пуштиме и навистина имаше неколку месеци напорна работа која проаѓавме низ материјалот, меѓутоа беше емоционално навистина исцрпувачка. Ги спомнав емоциите затоа што самиот проект сакам да го доловам на гледачите колку бил предизвикувачки за вас да го сработите. И бидејќи тенка е границата, линијата помеѓу емоциите и професионалното, изложбата се отвара денеска, ќе биде гостинка и украинската амбасадорка, како што успеав да видам, во колку часот, каде? Во 17 часот во Мала станица, дел од националната галерија, ќе има обраќање, како што спомена украинската амбасадорка Лариса Дир, а поговорите ќе емитуваме практично малку подолг трейлер од 2,5 минути, тоа е некаква најава, инсайт за она што ќе може да видите на 27 февруари во Кино Милениум. Тогаш ќе биде премиерата во Кино Милениум? Ќе дојдеме на премиера, верувам ќе не поканите како јавен сервис. Изложбата ќе се отвори денеска, ќе бидат изложени фотографиите? Не, ќе трае само денеска, а потоа имаме план истата изложба да ја однесеме и во Тирана и во Белград, бидејќи цел овој регион практично потфрли и како и во новинарските известувања. Не сме единствени, добре. Не сме единствени, да, Албанија имаше новинар во Лавив на кратко, но генерално Балканот остана без свое покритие, без своји очи и уши во Украина, така што планираме истата, веќе сме во подготовки, истата изложба да ја однесеме и во Тирана и во Белград.